Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во ја училница. Ова е час по македонски јазик за трето оделение, а јас сум наставничката Дијана Илиевска-Ковачевска. На овој час ќе обработиме наставната содржина раскажување по даден почеток. За да ни биде активноста успешна, потребно е да ги постигнеме следните цели. Односно, вие да научите да разликувате раскажување од прераскажување, да се успособите за раскажување на случка според даден почеток, да пишувате со уреден и јасно читлив ракопис и да се успособувате за изразно и течно читање со почитување на интерпункцијските знаци. За реализација на ова активност, потребно ќе ни биде да ги имаме следните материјали: учебник по македонски јазик, тетрадка и прибор за пишување. Ако сте подготвени, можеме да започнеме. Најнапред би сакала да се подсетиме и да ги објасниме поимите усно и писмено изразување, кои многу често си ги употребуваме на часовите по македонски јазик. Ние луѓето сме суштества кои постојано сакаме да комуницираме. Нашите мисли, чувства, доживувања, нешто што сме виделе, што сме слушнале, сакаме да го пренесуваме преку говорот, односно ние зборуваме. Тоа сушност е усно изразување. Ако мислите, чувствата, нешто слушнато, доживеано или научено од некој друг, го запишеме и така го пренесеме на другите, тогаш станува збор за писмено изразување. Во усното и писменото изразување разликуваме неколку форми, и тоа прераскажување е една форма на усно и писмено изразување, во која пренесуваме чуени или прочитани случки. Нешто што им се случило на некој друг, ние сме научиле за тоа и го пренесуваме со наши зборови. Тогаш станува збор за прераскажување. Раскажување пак е искажување на сопствено доживување од некоја случка или настан. Кога раскажуваме, ние искажуваме наше лично доживување, наше видување на нештата. Раскажувањето може да биде подоживеан настан, нешто што ние сме го доживеале, нас ни се случило, ние го почувствувавме и сега сакаме да го пренесеме. Може да биде раскажување по дадени зборови, тие зборови да ни бидат поттик за да си создадеме наша приказна во која што ќе ги примениме дадените зборови. Може да раскажуваме по слика или низа слики, тоа често сме го правеле при обработка на бајки и басни. А на овој час ќе раскажуваме по даден почеток. Ако ова е до сега јасно, сега би продолжила понатаму. Во учебниците на страна 153 страна се наоѓа еден текст кој што понатаму ќе ни послужи како почеток за нашето раскажување. Јас сега ќе ви го прочитам текстот, а вие можете внимателно да ме слушате, за да можеме потоа и да разговараме за текстот. Птицата не се врати. Снегот одамна се стопи. Развигорецот се прошета над заспаната природа. Ја допре со својот топол здив и таа полека почна да се буди. Кокичињата и качунките страмежливо ги подадоа своите главчиња и ја навестија пролетта. Полека пролетта пристигна. Тревата озелене,
На гранчињата се појавија првите пупки. Се слуша црцорот на птиците кои се вратија од далечниот југ. Под нашата стреја имаше гнездо и со нетрпение очекував да се вратат неговите жители. Повеќе години наназад во него се изведуваа пиленца, растеа, заминуваа и пак се враќа. Но оваа пролет гнездото остана празно. Се надевам дека ја разбравте содржината на овој краток текст, па сега ќе ве поканам на краток разговор. Најнапред би ве запрашала за кое годишно време се раскажува во текстот. Сигурна сум дека сите препознавте дека станува збор за годишното време пролет. Како раскажувачот ни ја опиша пролетта? Па тој ни кажа дека веќе снегот се топи, дека топлиот здив на развигорецот насекаде ги ја разбуди природата, изникна кукичиња, качунки. Насекаде се слушаше црцорот на птиците. Но, што забележал раскажувачот? Под стрејата на неговата куќа, а тоа и вие го забележавте сигурно од илустрацијата. Оваа пролет гнездото остана празно. Птиците кои постојано доаѓа, изведуваа малечки, одлетува и повторно се враќа, оваа пролет гнездото на птиците останало празно. Ваша задача ќе биде, бидејќи забележавте дека текстот не е завршен, а тоа го видовте и од последната реченица, која завршува на 3 точки, што ни укажува дека мислата не е завршена. Па ваша задача е да го прераскажете текстот, кој ќе ви послужи како даден почеток, а потоа вие, во улога на писател, односно раскажувач, да продолжите да ни раскажете зошто птицата не се вратила во гнездото. Може да има и повеќе причини за тоа, но вие одберете она причина во која вие најмногу верувате. Нека биде ведра, нека биде весела и нека има текстот среќен крај. Пишувајте со убав, читлив и уреден ракопис и би ве замолила, внимавајте каде треба да пишувате голема буква, каде треба правилно да ги употребите интерпункцијските знаци. Откако ќе ја завршите задачата, тоа што сте го напишале, можете да си го прочитате сами и во улога на самооценувач да си ги откриете вашите грешки ако сте ги направиле. А потоа, прочитајте им го тоа на вашите родители. Сигурно тие ќе бидат многу задоволни. Ви посакувам успешна работа и ви благодарам за вниманието.